Добар ден, почитувани присутни, членови на Комисијата за јавни дејности. Согласно член 38 од Статутот на Општината Битола, службен гласник на Општината Битола, број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на Општината Битола за 24.4.2026 година петок во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1 и единствена точка на овој дневен ред – Годишен извештај за работата на Општинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола за 2025 година. Вака предложениот дневен ред го ставам на гласање. Повелете да гласаме. Едногласно изгласан е дневниот ред. Поминуваме на првата и единствена точка. Годишен извештај за работата на Општинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола за 2025 година. Го молам известителот, директорката да се произнесе и да ја појасни точката. Повелете. Добар ден на сите. Извештајот го имате. Накратко, во кратки црти, ќе ви образложам неколку работи од извештајот. Мислам најглавните. Извештајот е изработен во согласно со Законот за отворени граѓански универзитети за доживотно учење и во согласно со статутот на Отворениот граѓански универзитет. Согласно тоа, ние доставуваме само извештај за работа, не финансиски извештај, бидејќи финансиите се од сопствени приходи. Пошто секогаш порано ме прашуваат такво прашање, сега да кажам од старт зошто нема финансиски извештај. Во 2025 година работевме на подобрување на условите за работа. Објектот е стар, нема внатрешно ВЦ, имаше едно на спратот, едно беше направено во 2025-та. Поставени беа ова во однос на подобрување на условите за работа, поставени беа ПВЦ прозорци на двете училници, канцеларијата и три училници и една канцеларија. На таванот нешто се работеше со цел да се подобри санирањето на истиот и да не ни протекува вода од озгора. А во однос на реализираните образовни активности, можам да кажам слободно дека континуирано има интерес. Подобри сме во бројките од минатата година. Оваа година за основно образование за возрастни, кој го работиме согласно верификација од 1986 од Собрание на Општина Битола, имаше 15 лица и најголем дел од заинтересираните беа за курсеви за лични услуги, фризери, бербери, шминкери од тие области. Соработуваме со фирмите за стручните обуки од областа на машинската струка, ракувачи со вилушкари, автомеханичари, од тие дејности. Значи, вкупниот број на лица кои посетувале обука за основно образование, кои завршиле основно образование за возрастни е 15, вкупно посетиле обука и завршиле се стекнале со сертификат 141 лице. Во споредба со минатата година се подобрува, се зголемува интересот на жителите на Битола и на регионот и со тоа го оправдуваме постоењето. Со тоа и самите се афирмираме во однос на тие што досега не знаеле дека постоиме. Инаку исто така организираме и засега само полагања за англиски јазик и компјутерски програми за канцелариско работење. Во догледно време сакаме да набавиме компјутери и да се организираат обуки. Ви благодарам. Дали има прашања? Повели. Добар ден. Сакав да ве прашам, дали кај вас се организираат курсеви за канцелариско работење за повозрастни лица? Сега само што кажав, во моментов немаме услови, имаме само лаптопот што го користам јас и компјутерот. А со сопствен лаптоп? Со сопствен лаптоп, вака. Училниците беа многу стари, клупите беа постари од колку тие што беа во гимназијата што ги тргнеа. Сега се работи на
опремување на простор да биде соодветен за да може да се држи настава. Набавена е клима уред, сменета е дограмата, треба уште малку да се поработи, да се спушти таванот и да ја опремиме училницата за да почне. Што нема никаде во моментов да се одржува во зимските услови, нема можност за загревање на просториите. Благодарам. Благодарам. Дали има уште прашања? Доколку нема, можеме да поминеме на гласање. Ја ставам на гласање точка број 1. Годишен извештај за работата на Општинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола за 2025 година. Повелете да гласаме. Три гласа за, едногласно, оваа точка е изгласана. Со ова исцрпивме точката од дневниот ред и ја затворам седницата за јавни дејности. Ви посакувам убав и пријатен ден. Ви благодарам.